Ние луѓето си ги знаеме нашите права и си ги бараме нашите права, меѓутоа и животните треба да си ги имаат своите права. Токму затоа и ќе разговараме во продолжение со нашиот денешен гостин. Мојата колешка Искра е задолжена за овој разговор. Да, како што кажав, си сакаат права и животните и треба да ги штитиме нивните права и затоа сме тука. Наш гостин Стефан Кирков, активист токму за правата на животните во Македонија и после последната случка со борбата со мечката на нашиот сограѓанин, веќе нели се јави во јавноста, слушнавме дека треба да се убиваат животните и така натаму, меѓутоа тоа не е така. Искра, добро утро. Особено тоа што таа тема имаме вчера, јавноста не смета дека треба да се убиваат, само некои од надлежните. Од надлежните, да. Искра, добро утро и за тебе, добро утро и за гостинот. Добро утро, Слободанче. Иако не ми се допадна последнава вест што ја прочита од вестите, ова со часовникот и сега си правам калкулации дали добивам, дали губам. Знам дека ништо не се добива, сонот е ист, но дали ќе бидам понаспана или поненаспана. Ќе видиме од понеделник. Ќе видиме, да. Повелете. Ти благодарам, Слободан. Да, Стефан Кирков, активист за заштита на правата на животните, но спомена Слободанка овој случај со мечката, ќе зборуваме на крај, затоа што прво ќе позборуваме нели за благосостојбата на животните, се грижи не само за животните што се вон зоолошката, ќе зборуваме малку за животните во зоолошката. И имаме повеќе теми всушност, затоа што имаат и повеќе проблеми животните кај нас. Би започнала со она каде што застанавме минатиот пат. Прво добро утро, извини Стефан, те нападна, веќе многу работи имаме. Се собра работи. Добро утро, јас најнапред да ви благодарам за поканата, чест и привилегија ми е да бидам дел од вашата утринска програма и благодарам од сите љубители на животни во Скопје, општо во Македонија, затоа што телевизиите, вратите на вашата телевизија се секогаш отворени за правата на животните и она народот да ја чуе вистината од баш оние луѓе кои вистински се грижат за животните. Ајде да започнеме веднаш со вистината. Последно за кое што зборувавме минатиот пат кога ме гостуваше беше труењето, угинувањето, може слободно да се каже убиството на трите расни коња. Рековме помалку важно што се расни, повеќе важно што се живи суштества. Така. Се воспостави она што сите го претпоставуваат дека се затруени. Добро, сега го знаеме тоа официјално, не се затруле сами од себе, некој ги затрул. До каде е работата или како што гледам до никаде? Па работата вака мора да бидам искрен дека имаме тотален молк и игнор од страна на пиарот од град Скопје, од рачуничката Данила Арсовска, која е нема за сето она што се случува во последниот период, во последниве 2 години во Скопската зоолошка градина, а најтрагично да се е нема што се случува да ни каже до каде истрагата. Ние активистите кои навистина интересираше и се уште не интересира што конкретно се случува во таа установа, каде што има повеќе од 300 животни, повеќето и веќе имаме помори се изумрени, за жал, ние немаме информација што конкретно се случи. Единствено знаеме дека искочи соопштение дека коњите се отруени, јас тоа го кажав и пред да искочи истрагата кај вас, зашто се добив и опомена, па бара јавно извинување, имаме еден куп документи. Да, гледам овие документи, ова се што се точно? Па ова се опомени од директорот на зоолошка градина од градоначалничката, бараат дека јас сум кажал нешто што се испостави дека е така. И немам причина да се извинам за тоа што после гостување ќе добиеш уште една. Па веројатно научен сум веќе на тоа, меѓутоа јас секогаш ја кажам објаснението без разлика дали на некого му се допаѓа или пак не. Коњите се отруени, се воспостави патолошкиот наод кажа дека се отруени. Најтрагично можам да кажеме дека во таа зоолошка екс-директорот имаше пресконференција за медиуми и кажа дека во негово време постои тотален видео надзор на сите живеалишта. Во моментот екс-директорот беше тој што колеше. Не, овој што беше во претходната гарнитура од Петра Шилеов. Се веќе не знам што се случи. Па влеговме во Гинисот како дојде Арсовска со промена директорија, така да и ние не можеме да им го најдеме крајот. Меѓутоа кажаа дека има видео надзор. И многу е симптоматично затоа што во моментот кога се затруени тие коњи, видеонадзорот, замислете, повеќе од 2 недели тогаш не работа. И овде се постава тој сомнеш. Токму тогаш. Што конкретно се случува, кој ги отруи коњите? Да, имало истрага, истрагата се уште е во тек, како што се за со години што траат истраги кај нас. Јас сум сигурен дека никогаш нема да ги добиеме правите одговори што конкретно се случи и кој ги отруи коњите во зоолошката. Тоа придонесе за многу реакции низ сите европски асоциации, друштва за заштита на животни кои и тоа како ја разработи оваа тема и они ја бараат вистината, бараме и ние, ја бараат и сите скопјани,
но за жал имаме тотален игнор од град Скопје и тотален игнор од самата установа. Значи, на оваа тема не се изјаснуваат. Па они на никоја тема искрено не се изнесуваат. Затоа што имаше пред некое време, имаа пресконференција, значи директорот актуелен, кој што се уште си, иако имаше нели труење на коњи, најавуваат некои нови набавки на животни? Они најавуваат, они имаат еден, јас ќе кажам слободно ефтин пиар на социјалните мрежи, кои најавија дека имале српска делегација, дека од Србија ќе добијат животни, односно ќе разменуваат животни. Смеат? Но тоа не смеа да го прават затоа што нашата зоолошка градина пред неколку месеци го загуби статусот на членка во ЕАЗа. Да појасниме за гледачите, ЕАЗа е како Европска унија за луѓето. ЕАЗа е Европска унија за сите зоолошки аквариуми кои се наоѓаат во земјите од Европа, нели ние сме кандидат членка, ние го загубивме статусот и наредни 5 години ние немаме право ниту да бидеме кандидат. Тоа значи дека ниту можеме да направиме било каква размена на животно, ниту да донесеме ново. Законите се толку ригорозни што велат дека не сме да се има и репродукција во самата зоолошка градина. Значи плански тие парење на животни и доаѓање на нови, раѓање на животни нови се строго забранети во установата Скопје зоолошка градина. Тоа се случило последен пат во 90-тите години во некои зоолошки кои биле ептен со лоши услови, па од тогаш Македонија и Скопје за жал се први после тоа кои добиваат оваков бан, оваква забрана за ваков тип на да не бидеме членки, да не се забранат многу работи да се случуваат во оваа установа затоа што таму живеат живи животни. Имаш секогаш знаеш и да критикуваш, знаеш и да ги посочиш проблемите, но знаеш и да најдеш решение. Има ли решение за овој проблем, за ова исклучување, како сега да функционира? Така, како што кажав, тоа ЕАЗа е Европска асоциација составена од има целосен парламент, целосен има извршно раководство. Јас сметам и во консултација со многу експерти кои сме дебатирале на оваа тема, мислам дека потхитно треба да се направи едно координативно тело, вклучувајќи го и градот Скопје да биде тука покровител на тоа координативно тело, иска треба да се има иницијатива и да се сака. Мора да и се објасни на ЕАЗа дека во Македонија и во Скопје ЗУ мора да имаме промени во раководството на зоолошката градина, мора да имаме иновации, да направиме предлог, план, проекти како ја замислуваме зоолошката градина за повторно да може да бидеме со статус кандидат за членка во ЕАЗа. Значи патот до ЕАЗа е долг. Ние многу ми е криво затоа што ние во времето на директорот Ѓорги Галетановски го имавме последниот скрининг за да влеземе во таа ЕАЗа. Се сменија на политички план, нели, на локално ниво. Ама тоа бе златни времења на зоолошката, така. Па тогаш го доживеа и најголемиот подем зоолошката градина и беше најпосетувана установа и прилекуваше многу туристи од надвор кои доаѓаа да посетат. И што се случува тука? Доаѓа архивска градоначалник, се ги менува директорите како чорапи, слободно ќе кажам, го губиме статусот, имаме помор на животни, имаме убиства на животни во зоолошката, имаме се, ама немаме зоолошка градина. Имаме логора на животни кои според мене и според многу активисти, за жал големите друштва за заштита се неми во моментов затоа што се во скутот на Даниел Арцовски напикани по управни одбори, они сега не смеат да коментираат, а знаеме дека порано беа гласни за се што се случуваше ако имаше неправда кон животни. Значи мора да се најде решение затоа што подобро ако не сме способни да имаме зоолошка градина. Подобро е или да се направи јавно-приватно партнерство, да земе некоја компанија, некој менеджмент кој ќе знае да менеджира, или тие животни да се дадат по резервати. Да не е случајно токму тоа е и целта, можеби. Па јас не знам, навистина веќе сме збунети, не знаеме кон што води ова, затоа што покажавме во овие 2 години дека ние не знаеме да се грижиме за зоолошката градина. Показател е намалениот број на продадени карти, намалениот број на интерес на медиуми кои доаѓаат во зоолошката градина. Жална е приказката и темна е приказката во Скопје со Скопје ЗУ. Искрено срце ме боли кога ми кажуваш за ова место што треба да биде рај за животните, го нарекуваш логор. Имаме и фотографии да го подкрепиме тоа, еве и преку фотографии да видат гледачите во каква состојба. Да, ова се твои фотографии, така? така? Ова се мои последни фотографии од мојата последна посета во установата Скопје ЗУ. Можам да кажам слободно дека ова што го гледаме во моментов е реалната ситуација во моментов како се наоѓа на нашата установа. Значи имаме све, само немаме нормални живеалишта, немаме чисти живеалишта, имаме миризба која
може да осетите и во градскиот парк веќе кога доаѓа од зоолошка градина, така да мислам дека ова е извор на зарази, извор на бактерии. Овде животните слободно ќе кажам дека се измачуваат и мораме подхитно да алармираме до надлежните. Еве јас повторно повикувам началничката Арсовска да најде трајно системско решение како би можело сето ова да се санира, да се направат иновации, да се донесат финансии во Скопје ЗУ. Може би директорот нема да го кривиме затоа што знам дека и нема некој голем буџет со кој располага за да може да го направи ова, но повторно ќе кажам, мора град Скопје, ево вие фотографии нека се аларм, град Скопје надлежните да веднашка ги засукаат ракавите и најдат трајно и системско решение да ја покренеме оваа установа затоа што Скопје не заслужува да има ваква зоолошка градина. За 2 години искрено ние ќе имаме 100 години од постоење на зоолошката градина Скопје. Значи нашата зоолошка градина е најстара меѓу европските зоолошки градини. И ова што се случува во моментов навистина не боли и пак ќе кажам Скопјани и цела Македонија не заслужуваат да на Скопје ЗУ му се случува ова кое го гледаме на фотографиите. Јас просто не можам поверувам, токму во времето на Ѓорги често пати и снимавме таму и во живо се вклучувавме, не можам да поверувам како за неколку години ова вака да се значи само за 24 месеци ние го имаме ова. Нешто ние веќе некако сме се навикнале на се и се што ај се проаѓа кај нас, но ви имате контакти и со ваши колеги од другите земји и членувате по други асоциации, комуницирате со други издруженија, како тие реагираат на состојбата во нашава зоолошка? Згрозени се сите. Згрозени се сите, просто се во неверување голем дел од тие, можем да кажем, фондации, здруженија за заштита на животни со кои сме имали заеднички проекти, сме иделе на семинари, сме оделе по нивните зоолошки, доаѓале кај нас. Зоолошки кои беа збратимени со нашата зоолошка градина, дојдоа овдека и ја видоа на лице место ситуацијата после угинувањето на коњите. Навистина го говорат и ова што го говорам јас. Алармот е вклучен, црвената линија е поставена. Прашање е само до каде ќе се оди со ова. И јас ќе кажам, јас сум најгласен кога се работи за ова и без разлика што дома и ми стигаат овакви честитки од градоначалничката и од директорот, тоа нема да ме заплаши и да ме преколеба, затоа што од мал сум оној кој е најгласен за кога се работи за правата на животните. Ќе слеземе сега малку надвор од зоолошката, но повторно за нешто што беше организирано од страна на град Скопје и на Лајка, чинам јавното предпријатие. Тоа беше еден настан каде што се продавале некои препарати, но кажи да им долови на гледачите што беше спорно тука. Овака, значи град Скопје заедно со јавното предпријатие Лајка има евент по повод денот на животните, денот на миленичињата. Во градскиот парк да организираат ивент на изложба на кучиња кои се вдомени од Лајка. И тоа е многу супер и такви ивенти треба, подигање на свеста за вдомување и тоа како е потребно кај нас, и тоа е позитивно, навистина и го поздравувам. Меѓутоа на самиот настан се случи еден преседан кој јас го видов од социјалните мрежи и просто не можев да останам нем. На самиот штанд на Лајка, односно тезгата на, може слободно да кажем, во градскиот парк, се продаваа, замислите, високомедицински препарати. Тоа исто значи како на пазарче да се продаваат лекови за Тоа луѓе, така? на пазарче да барате цитостатици за болни од карцином. И таму требаше прво тие имаат свој начин на складирање, свој начин на продажба. Мора да ви ги продаде стручен ветеринар. Сега, јас реагирав со цел тоа да не се повтори. Тоа мене ми смета, тоа ги прекршува многу закони. Тука е вклучена управата за јавни приходи, пазарната инспекција, затоа што градски парк не е место кај што треба да се продава, нели? Треба да има фискална сметка, треба да има потекол на пари. Значи погрешно го формулирав прашањето, не требаше да прашам што е спорно, туку што не е спорно требаше во целава се беше спорно, јас затоа реагирав. Тоа се високомедицински препарати. Не смее да се продаваат на луѓе кои се обични дошле да го посетат тој ивент, затоа што не знаат правилно да ги дозираат. Сега го поставуваме прашањето, треба да има сертификат. Ако секоја установа, тие се продаваат само во ветеринарни ординации и болници. Каде што има ветеринари, тој може да ве насочи како тие препарати треба да се продаваат. Ајде да го трнеме на страна тоа што однапред тие се добиени на тендери и тоа не смее да се продава. Тоа не смее да се донира. Меѓутоа, град Скопје и раководството моментално на ЈП Лајка, нема Мунди Радмила Пешева, не смее да се дозволат таков кикс, затоа што, не да Боже, гледаме со какви све отрови, пестициди може да најдеме по парковите. Тие отровни субстанции и високомедицински препарати не име местото во градски парк и на пазар.
И тоа е следното прашање. Пестицидите, отровите, еве, не само по парковите, досега служеа за убивање на улични животни, беше распрскувано. Сега еве нешто што сите активисти со години веќе наговестувате дека ќе дојде до ваков момент кога и човечка жртва има. За жал, имавме пред неколку дена и таков случај, навистина сум згрозен на тоа. Искрено, тие пестициди се високо забранети за продажба. Секаде во законите од Европска унија, вие да купите пестицид, мора да пополните формулар и да известите полициската станица зашто го купувате тој пестицид. Мора да добиете одобрение дали може да го купите тој пестицид. Кај нас, конкретно ќе кажам Ланата, може да го купите во било која земјоделска аптека. И тоа е апсурдно. Ние активистите, многу и доктори, тука има интервју по телевизија, кажа и укажуваат цело време дека такви пестициди не за џабе се забранети. Тие имаат брзо делувачко дејство и не да може од самиот мирис на детенце или човек може да мирисне и да заврши фатално. Така да апел до Агенцијата за храна и ветерина и до надлежните, веќе не знам и кој се е надлежен во оваа држава, но мора да се стави крај на ваквата продажба на тие јаки пестициди. Значи, пестицидот Ланате мора да добие забрана или доколку се употребува, да се најде соодветна формула и начин каде и како смее да се употребува и кој се смее да го купи. Во Европска унија дури кога ќе сакате да купите таков пестицид, вие попунувате формулар, дури ви бараат и лекарско уверение. Значи, до таму некој внимавал и не за џабе внимавал. Ајде, ако сакаме да бидеме дел од Европа и дел од европските граѓани, да ги спроведеме и тие закони кај нас. Да, но тоа не е добро само за патот, ако сакаме да влеземе во ЕУ, туку тоа е нешто навистина што нам ќе го спаси. Заштита за сите нас и за животните. И последното прашање ми е уште поврзано, ете, на патот до ЕУ, како тие би реагирале кога некој официјално лице, како што е прв човек на ЦУК, бара дозвола за убивање на мечки, заштитени со закон. Се работи за алармантната ситуација кај нас со мечките, навистина алармантна, мада мислам дека тука и медиумски малце поише е направена да биде алармантна. Коментарот на господин Стојан Шенгелов јас не заслужува да го коментирам, тоа е апсурдно и не личи на висок функционер да изјави такво нешто. На човек дали личи воопшто, дали е човечки? Човечки најмалку е, но он сепак носи функција и избран од народот. Тоа да го кажете вие во друга земја, вие ќе добиете кривична пријава. Тоа е ширење на омраза кон животните. Јас не викам дека мечките не се опасни. Мечките се опасни и ако имаме ние проблем, а гледаме дека имаме, мора да најдеме системско решение како да го решиме. Не може ние мечките да ги тепаме да ги отстрануваме, кој што кажа Ангелов. Ти си дел од Дружението на Брижит Бардо токму за заштита на мечките. Форпав, да. Како е решено во другите културни земји? Еве ќе кажам, последна земја која имаше проблем со мечките беше Словенија. Они првично направија мапирање на терен. Ние тоа мапирање не го имаме. Значи они има 2000 мечки репродукција и они го решија. Го решија со тоа што поставија ограда која сигнализира звук и која има електрична енергија на незе и ги чистија сите депонии кои беа во околните села каде што тие мечки се појавија. Значи не треба ние многу да мудруваме, треба само да го земеме нивниот пример. И јас се обложувам дека во Македонија нема повеќе во овој предел повеќе од 150 мечки. Според нашите информации како друштво за заштита кои ги имаме од терен. Меѓутоа државата мора да се најде начин, тим како да го направи ова. Значи мора да се исчистат депониите, мечките доаѓаат таму каде што има храна. Еве саке застуди, они се поише и поише ќе се спуштаат во пониските средини и ќе одат по тие депонии. Значи мора да се исчистат првично депониите и да се најде системско решение. Отстрелот никако не е дозволен, тоа е спротивно на сите закони кои ги нуди, кои ги налага Европската унија и оние асоциации за заштита на животните. Да, луѓе се во прашање, безбедноста е во прашање, меѓутоа има друго решение. Има решение, не треба многу да мудруваме, само треба да ги земеме примерите од околните земји како го решиле тоа. Стефан, многу ти благодарам. Слободанка, тебе многу ти се извинувам ако ти навлеговме во термин. Не, јас со внимание и со задоволство ве слушав, да бидам искрена. Прекрасен гостин и навистина многу убаво објаснато, кажано, но мене ме интересира и само кратко да ми одговорите. Кажавте, затоа со внимание реков слушам, дека од мал сте љубител на животните и веќе активист. Кога се роди големата љубов кон животните?
Така, па јас кој знам за себе сум она дете кој ги прибираше сите болни глобчиња, мачиња и кучиња од надвор и ги лекуваше дома. Можем да кажем дека од својата 14-та година веќе имам дома животинско царство и секогаш сум член во сите друштва за заштита на животни, потоа станав и кинолог, ледувач на расни кучиња и судија, така да таа желба и пасија е некој издувен вентил од ова се што ни се случува. Сметам дека животното и тоа како и препорачувам секој дома да се поседува домашен милник, затоа што навистина е задоволство. Искра си има исто така, со позитивна енергија ви е полна куќата. Благодарам уште еднаш.